На поинаков начин од претходните години, со донаторски и хуманитарни акции, компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 7-ми роден ден. Во 2013 октомври Amphenol започна со своите активности и производство и прерасна во еден од носечките стопански субјекти во регионот, со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Дел од средствата кои досега беа наменети за прослава на роденденот на компанијата, оваа година, како општествено одговорна компанија, Amphenol ќе ги пренасочи во донација и помош на основните училишта со таблет компјутери и заштитни маски за медицинскиот персонал во општата болница во Окочани. Генерално ситуацијата во Amphenol е стабилизирана и нормализирана и компанијата повторно го стигна нивото како пред почетокот на кризата во поглед на бројот на вработени и обемот на производството. Годината очекуваме да завршиме со некој раст од 8 до 10%, што за една година во вакви околности е одличен резултат и мислам дека за наредниот период, посебно од 2021, очекувам дека тој тренд ќе се зголеми и ќе продолжи. Проектите продолжуваат, мислам дека целокупното работење е во позитивна насока, грижата за вработените исто така продолжува. За сега ситуацијата е под контрола, секој се јавуваат по некои поединечни случаи, генерално немаме проблеми со здравјето и безбедноста на вработените и се надевам дека ќе продолжи така. Ukupниот број на вработени е на нивото пред ковид кризата, околу 1800 вработени се движи моментално и во тек се надворешни интервјуа со лица од надвор, бидејќи сите кои што биле ангажирани се ангажирани нормално и имаме надворешни лица, така да секојдневно се прават интервјуата, тој број ќе се зголемува и одиме према план, така да ќе го зголемиме бројот до крајот на годината сигурно за уште 100 луѓе. Последниот месец само имавме околу 100 нови вработени. Така да мислам дека одиме во насока во која што ја посакуваме и се надевам така и ќе остане. Валентина Андовска, ковид координатор, која што секојдневно ги следи сите ризични контакти, појави и помош која им е потребна на вработените, истакна дека состојбата околу ковид кризата во Amphenol засега е под контрола. Производните процеси непречено се одвиваат. Обезбедени се сите најсовремени услови за заштита на вработените. Поставени се термални камери на влезот и обезбедена е врвна заштита на сите вработени, кои исто така совесно ги почитуваат сите протоколи и мерки за заштита од COVID-19. Во смисла на поддршка на нашите здравствени институции, Amphenol обезбеди 10.000 заштитни маски за болницата во Окочани, што се надеваме дека секако ќе биде од помош и од корист за справување со кризата. Не застануваме тука. Поддршка обезбедивме и за образованието. Amphenol е во постапка на обезбедување 120 таблети за основните училишта во Окочани, кои што ќе бидат доделени на ученици кои што го заслужуваат тоа, а кои што не се во можност самите да си обезбедат, нели, вакви услови кои што сега ги бара онлайн наставата. Бевме во посета и на останатите основни и средни училишта, доделивме диспанзери за дезинфекција, средства за дезинфекција, подлоги, кои што исто така веруваме дека ќе најдат примена и ќе им бидат од корист во оваа ситуација во која што многу е битно, како што реков, да си помогнеме едни на други, да имаме верба едни во други, дека ќе дадеме сите се од себе, максимум што можеме, за да некако успешно го надминеме овој период. Постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува во компанијата и да се проширува производната програма, поради што се очекува уште една успешна година. Се работи и во делот на грижата за вработените со зголемени примања, како и подобри услови за работа.